Промените вреде, а Макфест како во старите добри времиња. Ова е констатација на организаторите по завршувањето на 31-то фестивалско издание. Кам Макфест на некој начин се враќа на вистинските патики. Најголема заслуга за таа работа секако на уметничкиот директор Љупчо Мирковски, кој што направи огромен подвиг со тоа што не само што избра добри композиции, туку напротив, имаме веќе компакт диск кој што го немавме изминатите неколку години. Годинава Макфест имаше и гости од странство, но доминираше домашниот квалитет. Неговата интернационална вредност се покажи оваа година, но македонските англиски гласови се покажаа во најдобро издание и ме милосува во друштво на овие дами кои ги добија првите 3 награди затоа што навистина има одлични песни, отпеа фантастично, тие се одлични вокали. Титулата најдобра по втор пат ја освои Александра Јанева, овој пат со песната за 100 години, а ја доби и наградата за најдобар интерпретатор. Чувството е неверојатно. Морам да кажам дека уште сум под некоја преголема возбуда и многу ми е драго што сум повторно на Макфест и што ќе се вратам дома со 2 награди. Второ место, како и награда за најдобар сценски настап, освои Симона Поповска со песната «Ке најдам друг». Многу значи, мислам дека некако со фестивалските така награди ми започна од Макфест пред 2 години кога добив за дебютант, многу сум благодарна тогаш. Сега второ место, највеќе од гласови, од народот, тоа повторно ми значи затоа што тоа го докажав и на Скопски и сега и едноставно публиката не сака тоа. Третата награда отиде кај Антонија Гиговска, која воедно е и најдобар дебютант со песната «За нас». Мило ми е за оваа трета награда. Се надам дека ќе ми се множат уште многу. Секако сум уште на почетокот и се надам дека песната со тек на време ќе стане хит. Најдобрата песна на фестивалот е наградена со 10.000 евра. Втората награда е во вредност од 7.500 евра, а трето наградената песна доби 5.000 евра. Покрај главната награда со по 1.000 евра беа наградени и најдобриот аранжман и сценски настап. Фестивалот е во организација на општина Штип, а финансиски е поддржан од Министерството за култура и од општината.